Добро утро, јас сум Саша Ордановски, 8 часот и 25-6 минути. Сабеле утринава беше многу студено во Скопје, меѓутоа во утрински брифинг е секојаш топло, бидејќи ги менуваме на брзина гостите и се обидуваме со хокеарски измени. Оваа врева што ја слушате од редакцијата која што работи во позадината на студиото, се обидуваме да ви донесеме што повеќе содржини. Со мене во студиото е Мишко Иванов, мојот колега драг од телевизија 24 Вести. Добро утро, Мишко. Добро утро. Причината заради која сакав денеска да те повикам и да прокоментираме е нешто што ти го направи за време на новогодишните празници, а кое што е без преседан во македонската медиумска, да кажем, реалност. Потоа го повтори колешка друга која што исто така гостуваше имено во дом на политичар. Ти направи новогодишно интервју со премиерот тогашен, се уште, на Република Северна Македонија со Заев. Дали си свесен прво за овој преседан, да кажем? Не, искрено не, затоа што тргнавме со идеја да влеземе кај председателите. Председателот на владата, на собранието на државата и кај председателот на опозицијата, за да нема лютиш. Така, и што успеавте од целиот план? Успеавме и тоа се случуваше пред Нова година. Идејата беше негде после божикните празници, односно после Бадник, да ги имитуваме секој поединечно. По 30 на минути, од 24 до 30 минути. Одбија сите. Искрено не очекував дека ќе одбијат сите, освен тогаш премиерот, сега лидер на СДСМ Зоран Заев. И во принцип секогаш се водев и гледав ABC, американците обично ни тоа го прават, секогаш прават некое новогодишно интервју со семејството. Со семејството подразбирано, например, Барак Обама и Мишел Обама. Значи овде ми беа битни Тала Джефери со сопругата, Пендаровски со сопругата, Заев со сопругата, ако може и децата. Не инсистирав на децата, затоа што е специфична тема. И се случи тоа што се случи после, затоа не инсистирав на децата. Добро, децата беа на првиот дел од интервјуто сосема кратко, па потоа си заминаа. Беа, бидејќи стварно и беа договорени за излегување, бидејќи снимавме навеч. Сигурно децата си имаат свој живот. И не се децата, за тинејџери, така, мислам. Ќерката на Заев и веќе студентка 19 години, 18-19 години. Сега вака кога ме враќаш дали си свесен, не знам зошто е. Ќе ти кажам 95-та година кога беа председателските избори на покојните Глигоров и Љубиша Георгиевски во тоа време, јас бев главен уредник на МТВ и ние отидовме со таква намера кај двајцата за да снимиме 1-2 минутни репортажи за нивниот приватен живот. 2 минути. 2 минути само, значи отидовме со таа идеја, зашто бидејќи луѓето денеска да направите анкета, нема да ви знаат да ви кажат например колку деца имал Глигоров. Мислам, елементарни информации немаат за нашите политичари. Сега тоа има и добри и лоши страни. Глигоров тогаш не сослуша и не рече не доаѓа во предвид. И ние оставаме малку шокирани, бидејќи гледате и за Љубиша Георгиевски и за Глигоров се работеше за двајца интелектуалци. Јас знам дека домовите им изгледаат со библиотеки, со слики уметнички, една пријатна атмосфера и така натаму. Сакавме да ги представиме. Глигоров вика господин Ордановски, еднаш кога ќе влезе камера во дом на политичар, после таа работа не сопира. Еве сме 25 години подоцна, камерата влезе во дом на политичар. Како мислиш дека тоа ќе се рефлектира понатаму? Па јас искрено очекував дека ќе прифатат сите, затоа што е пред избори и затоа што секој сака да се слика. Од тој аспект, претпоставувам дека нема шанси некој да одби. Малку ми беше зачудувачки. Што беа образложенијата на другите што одбија? Џафери ми каже дека реновирал дома не било згодно за снимање, од кај председател Пендаровски као немале термин, па оставивме за после Божик, меѓутоа пак нема термин, многу чекале. Иако видов дека потоа се појави некое слично интервју, меѓутоа тоа беше фамилиарно интервју, но по портали. А кај Христијан Мицкоски исто така беше као нема термин, иако начално постоеше позитивна реакција, као немал термин, па потоа имал термин, па потоа едноставно одбија, а гледам дека кога ја кажав идејата веќе успеа по нивни медиуми да се прошетаат, меѓутоа не дома, туку каков е приватниот живот. Морам да те прашам, во време на Груевски имаше еден обид
тоа се вика да му се даде хуман. Многу се плашив да не излезе така интервју. Дали возеше велосипед, груевски, да. па малку со децата и така натаму. Тоа е една опасна новинарска, да кажам, една линија која ако се помине, знае да го заслади, да го направи. Јас мислам дека ти во интервјуто со Заеви не ја помина таа линија. Прв пат имав страв да не изгледам. Како се вели тоа, да не изгледа додворувачки. Кон секој кој што ќе прифатеше, и там беше само да не изгледа како Груевски го возеше велосипед. И, една наместена, да кажам, вака пропагандистичка приватност која сакав да дадам една приватна нишка со многу малку политика и ми беше битно да ја вклучам и Заева, и Зорица Заева, бидејќи и тоа е ексклузива. И Зорица Заева никогаш не се појавила така е, во Фокус има на телевизија, освен во Фокус, да, но да. тоа е телефонски, таа вели телефонски, ова ми е прво појавување, сега имаш овде трема, па треба да а Заев искусен политичар, тој знае што како. Пријатно искуство, во секој случај сега вака некако се надевам ми создаваш тежина за тоа дека први сме влегле. Јас мислам дека тоа треба да се одбележи, затоа сакам да поразговараме. Гледам дека има многу прегледи, преку 150. Гледам дека интервјуто е огромно многу гледано. Мислам јас последен пат на YouTube кога го видов е негде околу 150.000, ако не се лажам, плюс е на вашата телевизија. Веројатно неколку стотици илјади луѓе го имаат одгледано, што е за македонски прилики одличен резултат. Очекувавте таква гледаност? Јас искрено не очекував, бидејќи е навистина таква бројка, а таква бројка ми се има случајно еднаш само во патот до успехот со позната пејачка на регионална. Меѓутоа не очекував дека ќе достигне таква бројка, меѓутоа веројатно партиските ботови вклучени на најако и малку гледам дека не реагираат многу на тоа како се одвивало интервјуто, туку реагираат на односно од анегдотите на Заев, па се обидува да направат и несмесна шега кога се во прашање неговите деца, меѓутоа и тоа помина. Мишко, јас ти благодарам, ти разбираш дека ние веќе 2-3 минути ги газиме во вестите. Фала ти, се гледаме повтори овде или кај вас во студиото, а ние продолжуваме со редовните вести на утрински брифинг.